минатата проповед ги разгледавме првите два стиха од втората глава. Реков, може би доваѓаат во една ваква целина со седмиот стих. Јас, да кажам, поттикнат од длабочината и од она што има Словото да ни го каже, и говорев на тие два стиха. И ако нешто, минатиот пат, завршувајќи со тие два стиха, споделив со вас и имав желба сите ние, нели, да го запомниме, дека апостол Павле покажува една исклучителна грижа кон своето возљубено чело во едни такви тешки околности, рековме. Тие два стиха беа многу интересни, многу длабоки, како што реков, бидејќи го упатува на изворот на таа благодат која што нас ни е неизмерно потребна, и кажав дека не само ни е потребна за нашето спасение, многу повеќе ни е потребна преку целиот наш христијански живот. Ако сакаме да служиме онака како што очекува, би рекол, нашиот Спасител, нашиот Цар, нашиот Господар, тогаш ќе ни треба преку сето време на нашето служење на оваа земја, ќе ни треба неизмежно тој извор на таа благодат, од каде што добиваме сила, за да можеме посветено да го издржиме тој, би рекол, тој терет. И не само тоа, видовме дека не е доволно само луѓето, како што велиме денеска, да се на новородат, него многу е важно апостол Павле му вели на кого да го предава тој залог, на кого да го предава тој многу значаен и важен за нас депозит, дека тоа да го прави на верни луѓе, и тоа не скришно, и тоа не е инцидентно, и не тоа во четири очи, и не еднократно, би рекол. Туку Словото ни вели постојано она што си го слушал преку целиот животен пат на апостол Павле, заедно со Тимоте, и тоа, повторно ќе кажам, Словото вели пред мноштво луѓе сето тоа го прави. Така да тоа му го оставило наследство на Тимотеј. Тимотеј треба да најде верни луѓе. Повторно говоревме, не говориме, не станува збор за верни за новородени, многу повеќе за верни луѓе, како што велам, да имаш доверба, довербата е многу сериозна работа. И не знам кој како ја разбира, и не можете секому да му се доверувате. Вообичаено се доверуваме само на проверени луѓе. Се доверуваме на луѓе кои што преку животот таа доверба едни со други сме испитале. За една таква доверба му говори апостол Павле на Тимотеј, такви луѓе да најде. Луѓе од доверба во заедницата. И не само тоа, туку згоре на тоа да го имаат дарот, а тој дар е да можат да поучуваат други, да можат да пренесат тој би рекол залог. И во еден ваков контекст, многу е интересно, ја завршив минатиот пат и реков дека апостол Павле, ќе видиме во наредните стихови во втората глава, дека ќе ни говори за шест метафори. И оваа вечер ќе ги разгледаме првите три од тие шест метафори. Многу би кажал познати во вокабуларот на апостол Павле се овие метафори. Многу милува и многу често може да го сретнеме дека апостол Павле многу често говори за војник, многу често говори за атлетичар и многу често говори за земјоделец. Токму овие три метафори во овој ваков еден контекст продолжува апостол Павле, и јас сакам да видиме што преку овие три метафори, што тоа упатува до Тимотеј. И исто така минатиот пат кажав сосема на крајот дека може да видиме дека сето она што го говори апостол Павле и што говори на Тимотеј дека ќе има исклучителна потреба
да се напојува од тој извор за да добива сила, видовме една и единствена слика може да добиеме дека ќе му требе многу сила од причина што христијанскиот живот е многу тежок живот. Христијанскиот живот е исполнет со многу напор. Христијанскиот живот изискува, би рекол, многу труд и тоа тежок труд. Ја, може би, овие стихови, оваа вечер што ќе говориме за овие метафори, апостол Павле многу експлицитно, многу јасно говори, јас би рекол за сите New Age, за сите healthy, wealthy, prosperity, дека христијаните треба да бидат успешни, христијаните треба да бидат богати, христијаните треба да имаат, не знам, се нај. Тоа не е спорно, меѓутоа нема таква, би рекол, библиска концепција. Оваа вечер, овие стихови, ова што го говори апостол Павле на Тимотеј, тоа важи за сите нас денеска, кои сакаме, нели, да се наречеме дека сме Христови, или јас оваа моја вечерашна беседа ја насловив токму од првата метафора, каде што вели добриот војник на Исуса Христа. И сите метафори кои што ги употребува апостол Павле, ниту една метафора не укажува на тоа што го зборат дека христијанскиот живот е многу лесен и убав живот. Напротив, ние ќе видиме, и многу пати сме го говореле, дека христијанскиот живот е живот за оние кои што навистина имаат сила и е живот за сите оние кои што навистина се определиле без разлика на маките, на тешкотиите, на немањето, да обстојат точно до крај, а не обратно. Првите два стиха говорат за првата метафора, третиот и четвртиот. Третиот стих вели, па така поднесува и страдања како добар војник на Исуса Христа. Веќе кажав дека апостол Павле многу често ја употребува оваа метафора или метафора со војник. Од друга страна, ако се сеќавате сите овие пасторални посланија кои што ги разгледавме наназад, во еден хронолошки ред, ќе ве потсетам дека апостол Павле има многу добро познавање за еден римски војник и за римските војници. Згора на тоа па многу, секој пат не сум пропуштил да кажам дека многу се радувам кога ништо не договарате во однос на проповедите, а минатата проповед од Ефесијаните, пастор Мите говореше и веќе подолго време говори за тој војник Христов, како треба да биде облечен во еден контекст, ако се сеќавате, каков треба да има штитник, како треба минатиот пат говореше да биде оружјето, какви треба да има надколеници, какви треба да имаме оклоп, каков треба да ни биде шлемот, како треба да биде опремен еден војник. И мене ме радува што во ваков еден контекст апостол Павле, ја оваа вечер говорам повторно, он така започнува биди или да бидеме добри војници на Исуса Христа. И јас кажав дека малкумина може од овде да знаат што тоа значеше да бидеш војник во Југословенската народна армија. Апостол Павле се враќам, многу добро ги познава римските војници, многу добро ги познава војниците, бидејќи има многу, бих рекол, немили средби со римските војници. Целокупното познавање на апостол Павле за римската војска многу повеќе ја познава од еден негативен контекст, отколку претходно, да кажам, од кога беше гонител на црквата. И во едни вакви услови, затворски, како што говориме, во едни тешки услови, од каде што го упатува ова писмо до Тимотеј, повторно видовме на многу места што представуваат римските војници. Пастор Мите рече дека тоа е една добро обучена машинерија, како робокапи во денешен современ жаргон, би рекол. Меѓутоа, и тогаш и сега пред малку кажав дека оваа недела многу нешта
ме навратија на моето едногодишно служење во Југословенската народна армија. Интересно е што нема војник кој што во својот ум, кога ќе зачекори или кога ќе ја облече таа униформа, може да очекува дека ќе има некакви привилегии. Нема војник кој што може да се надева дека ќе има некаков комфорт и дека ќе ужива во таа армија во која што стапи. Ова го говорам бидејќи се сеќавам некаде кога ќе стапите во војска. Во наше време требаше околу 40-45 дена ќе ве обучева и се беше некако да кажем, може би и во ред тие први 40 на дена, велевме додека не даде свечена заклетва. И тогаш јас, бидејќи бев во војска во Белград, бев во касарна која што беше ПУК, имаше многу родители, тогаш доаѓаа од цела Југославија, кои од каде е, и родителите присуствуваа на таа заклетва кога ја даваш, дека се ќе направиш за да си одбраниш својата татковина. И после давањето на таа заклетва, веќе нештото се променуваа. Веќе подлежите под воен суд, веќе војната полиција за вас е најглавните, би рекол, војници со бели опасачи и опартачи, беа страф и трепет, бидејќи веќе ја имате дадено таа заклетва. Ова го говорам бидејќи и во овој контекст, во први век, за кога што говори апостол Павле, таа римска војска давала своја заклетва. И интересното е што кога ја давале таа своја заклетва, ако нешто говореле дека без разлика на околностите, првенствено ќе му служат на римскиот цар, на римската империја. Ништо друго не ги интересира. И целокупната нивна обука била како да се обучат тие луѓе да може многу добро да ја бранат римската империја и да можат, кога е потребно, многу често, нели, да бидат машини, како што велиме, за убивање. И многу често апостол Павле, како што реков, говореше и мите што требе еден војник на себе да облече. И што се треба и кои делови би требало да ги заштити за да може да биде што е можно подолго заштитен во тие борби кои што го очекуваа. И сето ова може би минатиот пат реков така заврши биде многу е важен тој наш член. И тогаш и повторно ќе се вратам на нашето време од Југословенската народна армија. Имавме две униформи, едната беше летна, едната беше зимска. Имавме многу вежби, имаше тоа време се случуваа определени немири, но едно нешто беше многу важно и многу задолжително. Без разлика која униформа ја носите, тоа значи без разлика дали е лето или е зима, шлемот беше задолжителен. Униформата ја менувавме, меѓутоа шлемот секоја велева да го држите шлемот на вашите глави, бидејќи главата е една од најважните нешта. Ние многу пати сме говореле дека ако некаде почнува, ако некаде има зародиш на гревот, тоа е во нашата глава. И не случајно, јас сум убеден дека мите ќе си продолжи со шлемот. Ние ако не си ги заштитиме, како што велиме, нашите очи, што примаме, што гледаме, со што се напојуваме и какви мисли нас ни доваѓаат, кои што многу пати мислиме дека тие се скриени и дека најголемите греови се случуваат
топува нашите мисли. И ние мислиме повторно дека сме безбедни со тие гревови во нашите мисли, бидејќи никој друг не ги знае, но вистината не е така. Четвртиот стих вели оти ниту еден војник не се вплеткува во светски работи за да му угоди на својот началник. Ова продолжува апостол Павле зошто треба да се поднесува добри, да биде добар војник и да поднесува добри страдања. Овдека така вели во мојата Библија, секој пат велам дека треба да си ја сменам Библијата, бидејќи новите малку се поразбирлив текст. Оти ни еден војник вика не се вплеткува во светски работи за да му угоди на својот началник. Со други зборови, ниту еден војник не се плетка во цивилни работи. И таа е, би рекол, вистината. Вие кога ќе зачекорите во воена служба, апсолутно како што реков, немате ништо заедничко со цивилниот свет. Ако мене лично нешто ми паѓало најтешко, тоа ми беше најтешко што кога ќе влезев таа капија и таа ограда и они рекоа од тука натака завршува. Заборавате што сте биле, заборавате од каде доаѓате, овдека важат други правила. Овдека имаше ПС, едно книгиче, правилна служба. Се друго треба едноставно да го заборавите. И не случајно апостол Павле почнува со војникот во контекст на христијаните. И ова да не заборавиме дека му го говори на Тимотеј, и ние ќе видиме на крај тоа се однесува до ден денеска за секој еден од нас. Или би бил попрецизен за секој оној кој што се нарекува, билувам да кажам, вистински христијани. За вистинските христијани треба да бидеме, како што објаснува апостол Павле, вакви војници. Да трпиме страдања како добар Христов војник и да не се вплеткуваме во светски, во цивилни работи. И тогаш и сега, и во први век кога говори апостол Павле, вплеткувањето во цивилни работи, вплеткувањето и размислувањето надвор од службата, надвор од оној кој што ви е предпоставен, контекстот на ова што го говори апостол Павле е следен. Не можете вие целосно да му одговорите на вашиот предпоставен ако се плеткате со цивилни работи. Да бидете војник и да бидете како што и тогаш имаше професионални војници, вие треба да имате се обезбедено со една единствена цел, за да немате време и да не бидете мотивирани од било какви причини да се плеткате со цивилни работи. Овој овдека стих, да речеме, јас можели у Бугарија и многу. Јас сум слушал многу луѓе кои говорат дека обично се говори за пасторите, обично се говори за свештенослужителите, обично се говори за луѓе кои што се во служба на црквата. И јас многу пати велам дека во служба на црквата, меѓутоа да живеете од таа служба. И они велат дека добро е сите свештенослужители на чело со пасторите да си имаат друга работа, да си го вадат лебот на друго место, а ова да им биде дополнителна служба. Не сите нешто јас се вклучувам сакат да биле во црковна или во служителска служба и од тоа да живеат. Ова го говорам бидејќи како аргумент го даваат овој стих овдека, дека апостол Павле во Римјаните, во ваков еден контекст, истото тоа не само да го говори во Римјаните, туку тој го практикувал. Тој дури нели си изработувал шатор. Јас исто сакам да
сакам да го искористам овој момент овдека. И апостол Павле во 1 Коринтијаните 9:18 ќе рече вака: а каква ми е наградата? Од прашална форма. Таа е дека проповедајќи го Евангелието, го проповедам за Христа Дави, не ползувајќи го своето право од благовестието. Ако други имаат дел во она со што располагате вие, тогаш колку повеќе ние, но и ние не го користиме тоа право. Туку се трпиме за да направиме некаква пречка, за да не направиме некаква пречка на Христовото Евангелие. Ваквиот контекст на апостол Павле можам одговорно да кажам дека е личен став на апостол Павле. И како личен став и е исклучок. Не можеме од еден личен став и од еден исклучок на апостол Павле да извлекуваме општо прифатено дека сите свештенослужители треба да си имаат една работа. Само ви додав дека можеби е добро да имаат и друго, велиме, образование. Да не им е основното образование тоа. Но апостол Павле ќе прочитам уште еден стих во 1 Коринтијаните 9:14. Многу јасно го поддржува принципот за кој што говорам дека не е така, како за себе си, така и за сите оние кои што со еден збор велам дека се свештенослужители. И така Господ заповеда проповедниците на Евангелието да живеат од Евангелието. Како христијани, ако сме се вистински на новородени, ние сме се одлучиле да влеземе во служба војничка кон Исуса Христа. Нас првенствено треба да не интересира што од нас бара како Христова војска нашиот претпоставен, а тоа е Господ Исус Христос. Не станува збор да не работиме. Не станува збор да немаме некаква светска работа. Меѓутоа, многу поважно е она во кое што во овој контекст говори апостол Павле, а тоа е минатиот пат заврши дека сето она што го слушаме овдека. И секој пат кажувам дека се собираме овдека со една единствена цел за да го изучуваме Словото Божие. И ќе видиме со наредните две метафори како ја продлабочува оваа мисла апостол Павле. Сите ние првенствено треба да се интересираме што тоа од нас бара нашиот претпоставен. Што од нас тоа бара Господ Исус Христос. Ако сме се определиле, повторно ќе кажам, и се нарекуваме христијани, треба да бидеме доследни до крај. Треба таа униформа која што ја сме облекле, војничка униформа на Исуса Христа, да ја носиме онака како што тоа пропишува, пак ќе кажам, нашиот командант. Не можеме ние да си правиме наши правила. Или ќе бидеме војници Христови по она што ни го заповедал Христос, или ние може слободно да кажеме дека не сме воопшто никакви Христови војници. Втората метафора вели, ако пак некој се надпреварува, сепак венец не добива, ако не се борел или не се надпреварувал според правила. Апостол Павле од една сцена би рекол и една слика и еден кадар на војник не префрла сега би рекол на некое спортско поле и овдека во оригиналот зборчето е атлеот, каде што е атлетичари и атлетика и продолжува вели, ако атлетичарот нашки кажано не се надпреварува според правилата, венец нема како да добие.
Ако се вратиме во контекст кога е пишувано ова, ако може да си представите во тоа време на одржување на Олимписките игри, секој оној кој што ќе се пријави да учествува на едни такви игри, подпишувал договор, давал свечена изјава. Зошто? Зошто треба 10 месеци да ги помине одвоен. Тие 10 месеци се подготовка за да може да учествува на тие игри. Тие 10 месеци ќе го обучат, зависи која дисциплина ќе се надпреварува, кои се правилата, кои се пропозициите по кои што може да влезе и да се надпреварува. Без една таква изјава, без еден таков, би рекол, сертификат, не можеш да учествуваш, да се надпреваруваш на едни Олимписки игри. Ако влезеш во тоа надпреварување, треба стриктно да се придржуваш до сето она што е потребно, пак ќе кажам, зависи од дисциплината. Не е многу променето до ден денешен, кога ќе видиме што се случува на атлетските поли. Толку многу суди, толку многу модерната техника има камери, најмалиот престап не ме доведува до никаква награда. Зошто апостол Павле употребува една ваква метафора и зошто му се обраќа на Тимотеј и не е прв пат да не споредува нас, христијаните, со атлетичарите и со војниците. Имаме ли ние, кога сме се заветувале, кога сме се покајале за стариот живот, кога сме го прифатиле Христос за наш личен спасител и Господа, знаеме ли дека всушност сме подпишале некаква изјава, дека од тука натака нашиот живот ќе го живееме по определени правила и прописи. На многумина не им се добаѓа. Они сакат да бидат христијани, меѓутоа правилата на нивниот живот они си ги одредуваат. Таква опција не гледаме овде. Секој еден од нас, кога ќе влезе во војската Христова, има да се надпреварува по строго определени правила. Има да го живее животот онака како што се кажани сите пропозиции. Јас можам многу отворено да ме прашам и сам себе се прашував цело ова време. Живееме ли ние живот на атлетичар? Живееме ли според правилата кои што ни се поставя? Секој сам нека си одговори. Сакам да ви кажам дека ако не живееме според правилата, ако не се трудиме, секој пат викам, тоа не станува преку ноќ, но го насилуваме ли нашиот ум, правиме ли напори, што се вели однатре од нас, да секојдневно се менуваме, да се насилуваме, да живееме еден таков живот. Ова ви го говорам, бидејќи ако не се насилуваме, ако не се трудиме да живееме еден ваков живот, не можеме да добиеме ловоров денес на крајот од оваа Олимпијада. Немој да се лажете дека затоа што само се нарекувате војници Христови, затоа што седите во црквата без да се напрегате, да живеете живот како што е пропишан, и само така може да ја поминете целта и само така може да добиете ловоров денес. Друга опција не постои овдека, не можеме да видиме за нешто друго. Повторно во 1 Коринтијаните ги кажам што вели апостол Павле во 9:24. Не знаете ли дека оние што се надпреваруваат на тркалиштата
Трчаат сите, но само еден добива награда. Па така трчајте и вие за да добиете. Секој што се бори, од се воздржува. Оние за да добијат распадлив венец, а ние да добиеме траен венец. Јас пак се така трчам, но не на сигурно. Се борам не како оној што удира во ветер. Туку го истоштувам и го поробувам телото, да не би намерно проповедајќи им на другите и сам да станам негоден. Ако ова се случувало во први век, како што реков, на таквите нивни такмичења, како што вели апостол Павле, овде дава метафора за атлетичарот, не живеете, не ја трчате трката според правилата, нема венец. Така е и денеска, така ќе си остане до второто Христово доаѓање. Многу е почесно да ја говориме вистината, да го пренесуваме Словото онака како што е, отколку да се залажуваме. Само стегнати, само посветени како вистински Христови војници и само како атлетичари кои што стриктно се држат до тоа што им е пропишано, само така секој еден од нас може да се надева на венец и да истрча трката. Третата метафора е многу интересна. Земјоделецот вели што се труди, прв треба да вкуси од плодот. Интересно велам, бидејќи ако еден атлетичар се надпреварува според своите правила, интересното е дека атлетичарите дека имаат некаков аплауз добиваат. Има луѓе кои што ги гледаат. Овдека земјоделецот е, ја многу се трудев, ама не сум имал можност да поминам подолг временски период, да речеме, на село. Додека беа живи на теки низините, одевме почесто во Струмица, па имав прилика малку да видам како калемат лубеници на тиква или на што беше, како тоа се работи, макотрпно, колку рано излегува, колку касно се прибира, цел ден на тоа велам струмичко топло сонце. Ова ви го говорам бидејќи овдека за овој контекст треба да имате во предвид дека нема апсолутно никаква механизација. Заборавате на се што ќе ви дојде на ум на механизација. Имате дрвени рала, имате не знам коњи магариња и почнувате да работите. И интересното е што вели земјоделецот што се труди прв треба да вкуси од тој плод. Многу често се случува, може ако трпно да работите, но плод да не видите. Жетва да нема. Тоа се случувало многу пати низ историјата. Тоа може да има поплави, повторно плод нема никаква, жетва нема никаква. Суша може да има, повторно не може да се насладите. Но многу е важно да имаме во предвид, јас ќе прочитам овдека од Изреки 10:5, вели вака: кој собира преку летото е разумен син, а кој спие за време на жетвата е неразумен син. Мрзливиот од укори не се срамува ни оној кој позајмува жито за време на жетвата. Минував покрај нивата на мрзлив човек и покрај лозје на малоумен човек. И ете, се беше обраснато со трња, нивата беше покриена со коприва, а камењата оградени и се беше урнисано. Ако може да кажам дека војникот може да има некаква, да се гордее, да има некаква слава, би рекол, нели? Спортистот исто така рекол дека може да се надева или да се восхитува на тие негови успеси од страна и да му аплаудира.
Единственото нешто што може земјоделецот, вели да може да вкуси прв од тој негов плод. Идејата на апостол Павле, како што завршив минатиот пат и почнав сега, христијанскиот живот е многу тежок живот. Христијанскиот живот е живот, како што вели апостол Павле, на еден земјоделец. Еден земјоделец треба постојано да си биде на нивата, треба постојано да ја подготвува таа нива, да биде добра за да може тоа што ќе го посее, да биде посејано на добро подготвена нива. Му остануват молитвите, Господ да даде во определено време дожд, да даде онолку колку што треба, и велиме Господ е тој кој што прави нешто да израсне. Многу пати христијани велат дека не гледаат некакви плодови во нивниот живот. Не гледаат жетва, како да напразно работа. Ова го говорам во овој контекст, се прашувам, работиме ли сите ние на нашата лична духовна нива? Ја обработуваме ли секојдневно? Се подготвуваме ли за тој што го имаме како помошник во нас? Нели Светиот Дух кој што ни помага? Сееме ли онака како што треба да сееме? Сееме ли еден, велиме, добар збор? Ова го говорам бидејќи плодот ми текнува, може да жнееме или да имаме плод или да имаме жетва во две насоки. Ние многу често очекуваме плод и жетва надвор, би рекол, од нас. Но затоа реков, што правиме, многу е поважно да почнеме од самите нас. Да почнеме со нашата лична духовна нива. Многу е важно, повторно ќе кажам, да работиме на нашата духовна нива. Бидејќи сите ние, предпоставувам, доаѓаме со една многу тврда, многу закоравена лична наша духовна нива. И тоа, повторно ќе кажам, не станува вака. Овдека апостол Павле не случајно говори за земјоделец. Ние треба да бидеме постојано во обработка на нашата духовна нива. Зошто? Јас велам, бидејќи ако самите ние не го жнееме тој плод, ако самите ние немаме жетва на светост, постојано збориме, што сакаме, што бараме надвор од нас, ќе одиме, ќе сееме по светот, би рекол. И многу повторно ќе кажам, нема никаква жетва на светост. Не може да имате жетва на светост, повторно ќе кажам, кога апсолутно не работиме на нашата духовна нива. Срамота е, меѓутоа, нели, треба да бидеме, да гледаме самокритично. Многу пати сме рекле, кажуваат дека христијаните се едните од кои што најмалку ја читаат Библијата. Седиме ли овдека посветено? Слушаме ли за она што пред многу народ го предаваат луѓе што стојат од оваа страна? Размислувате ли сега на сето ова што го говори Словото, се трудам да го пренесам на вас, или си мислите утре што ќе правите на работа, што ќе вечерате сега, кои какви планови има? Така жетва не можеме да има. Жетва духовна, света, може да имаме само ако работиме усрдно како земјоделецот. Постојано. И така може да се насладуваме. И јас, првенствено, јас ќе вкусам од тој плод на таа промена која што прави. Луѓе мислат дека ако ја стават Библијата дома во рафт,
дека ќе стане некаква промена. Не, нема да настане никаква промена, може цела библиотека да имате од Библија. Сака усрдно како земјоделецот секојдневно, не да читате, да размислувате, тоа да ви биде преку целиот ваш ден. Тоа да може за да издржите во овој свет таков каков што е, во кој што живее. И втората, вели, жетва изобилна е. Исус вели дека кога сееме надвор, Бог е тој кој што прави, нели, да расте. Но и во двата случаи многу е интересен зборот каде што вели земјоделецот што се труди. Зборчето што се труди во оригиналот значи да се измориш од работа. Зборчето во оригиналот се труди, вели, да бидеш истоштен, да си капнат од работа. Интензивно да се мачиш и постојано, безпрестано, внимавајте, не денеска ќе се мачам, па утре 3 дена ќе одмарам. Постојано, тоа ви е повиго. Вие сте мотивирани како војници. Имате како што треба да живеете како атлетичари и како земјоделец секојдневно. Ако сакате изборот, нели, изборот е на секој еден од вас. Добро е да знаеме што треба да правиме. Добро е да знаеме за да можеме да се надеваме. И на што ќе се надеваме. Нема победа без посветеноста на војникот, апсолутно не може да се добие ниту една битка. Само посветените војски, само посветената армија може да добие некаква битка. Нема венец за ниту еден атлетичар. Нема венец ниту за нас, ако не се држиме до правилата и прописите, бидејќи самоволно сме решиле дека ќе се надпреваруваме и ќе бидеме надпреварувачи. И нема жетва на земјоделецот без да вложуваме секојдневен труд личен. И завршувам со 7 стих кој вели: разбери што ти зборувам, а Господ нека ти даде разум во се. Ова е многу, ви рекол, убав завршеток, многу убав фрагмент, многу интересен, би рекол, библиски заклучок на апостол Павле на овој од 1 до 7 стих. Ако Тимотеј сака да ја разбере и дознае вистината, дури и преку ваквиве метафори, она што му говори апостол Павле, за тоа што го подготвува, дека повторно ќе кажам дека го чекам жестока работа. Дека го чекам многу тешка работа. И нас би рекол дека не чека многу тешка работа. И ние сите, како што реков, треба, ако сме вистински христијани, да се подготвуваме. Меѓутоа, неопходно е овде, како што вели, разбери што ти зборувам, а Господ нека ти даде разум во се. Секој еден од нас и овде, како апостол Павле вели, мора да помине преку два процеса. Едниот процес е наш труд, човечки, другиот процес си е божествениот процес. Другата работа си е на Бог работа. И тоа сме го говореле како многу пати. Многу имаме желба да се мешаме во работата на Бог. Не си ја свршуваме нашата работа што ни е дадена, ама мерак имаме да се мешаме во работата на другите, да збориме за другите. Дај секој да си се посвети сам на себе си. Дај секој да тргне сам од себе си. Така вчера имаш исто еден разговор. Повторно исто. За промени, да се случувале, какво ни било општеството, какви ни биле. Што сакаме, какви сме? Ние, такво ни е општеството. Црква да не била добра. Па какви се луѓето? Види какви се луѓето во црква, што бегаме од црквата, каква ни
ни била црква. Промената започнува од мене. Промената започнува од секој лично. Промената не започнува од вас. Не можам да очекувам од сите вас, вие ќе се менувате, јас ќе си стојам на истото место. Не. Секој треба од нас лично да почне да ја прави таа промена. Не можете без, како што реков и овде, кај што вели апостол Павле, сето што му го говори. Треба секојдневно да бидете со Библијата. Треба секојдневно да ја изучувате Библијата. Едино така, многу пати сме рекле, сабајали уште, за да имате мотив да ги истерате тие што работат 8 часовно работно време, би рекол во нехристијански круг. Многу пати луѓето викат, ќе одам да евангелизирам со луѓе и обично евангелско-протестантските заедници велиме, се ние ги евангелизираме другите. Има една многу голема влага кога се, јас ќе кажам од лично искуство, кога се дружи со неверни луѓе, излага дека само ние можеме нив да ги променуваме. Они нас не променуваат. Голема лага. Многу почесто се случува обратното. Другите не променуваат оние кои што имаат мал зародиш и ги завлекуваат и ги нема после од црква. За да може да ова го говорам, тргнав од таму тие што работат. Сите ние не можеме да избегаме од овој свет. Меѓутоа, за да имате силата да го издржите тоа, тие испитанија и тие искушенија, не останува ништо друго. Апостол Павле вели, секојдневно мојот дел е од Савајле, секојдневно да размислувам на што говори Словото, што говорев оваа вечер за метафорите, што му говорел апостол Павле на Тимотеј за овие метафори, а ти ако размислуваш и останеш во таа вистина, Бог ќе си изработи својата работа. Бог ќе ти даде разбирање на сето, ќе ти даде сила како да разбереш. Луѓето викат, Бог не ми говори, не може да разбере. Не може да разбереш кога не си влезен натре, како реков. Треба да си со Христос. Ти не може 2 минути да бидеш со Христос, пола минута да си со Библијата, другите 24 часа Христос ќе ти говори. Како ќе ти говори? Ти треба да бидеш, завршувам со тоа, ти треба да размислуваш постојано врз Божиот збор. Не треба да се плеткаш да ти интересираат светските работи, за да може да издржиш, ќе бидеш посветен како војник Христов. Сите војски ден денеска и било кога успеваат само поради нивната посветеност. И не ги интересира ништо друго. Он е војник. Му обезбедуваат да биде облечен, да има храна, да не се грижи апсолутно за ништо. Како атлетичари треба да бидеме, како спортисти, како надпреварувачи, да се надпреваруваме и имаме правила и пропозиции многу јасни, само дали сакаме, тоа е од нас самите. Но јас ве потикнувам, нели, ако сите сме овде, ќе имаме една и иста цел, а тоа е Божјото царство, и имаме една и иста трка, ја трчаме и сакаме, нели, да ја поминеме таа линија и да се здобиеме со ловоров венец, сака да се држиме до правилата и до пропозициите. И земјоделецот, никој, затоа реков, да не се лаже дека оваа трка дека е лесна. Не постои лесна трка. Нема лесно вкусување на плодовите. Нема лесна жетва. Никаде, ни кај земјоделецот, ни тука и нас како христијани. Ако сакаш да вкусиш, ако сакаш да се насладуваш, затоа велам на собствената жетва, на собствената духовна жетва. И светост сака труд, сака желба, сака волја и тоа постојано. Јас се посакувам да бидете благословени оваа седмица
и имам желба да размислувате еве на овие три метафори. Апостол Павле има уште три. И сите се во еден ист контекст, дека нема да му биде лесно на Тимотеј. И ние во наредната проповед ги видиме уште наредните три метафори.